Кипар за време на председавањето со Унијата ќе се залага за продолжување на дијалогот со Македонија и за европерспективата на Западен Балкан, порача кипарскиот амбасадор Андреас Фотиу, презентирајќи ја програмата и приоритетите за 6-месечното преседавање со Унијата пред Националниот совет за евроинтеграции. Според него ЕУ треба да обезбеди кредибилна и предвидлива политика на проширување, заснована на заслуги, без при тоа да го спомене условот за уставни измени. Како клучен предуслов за пристапувањето на земјите од регионот кон Унијата, го наведе почитувањето на основните човекови права, демократијата и владењето на правото. Западниот Балкан останува регион од стратешко значење за Европската Унија. Вклученоста со Северна Македонија ќе продолжи во рамките на една кредибилна, предвидлива и политика на проширување заснована на заслуги. Ќе гледаме кон продолжување на дијалогот и соработката со Северна Македонија. Уставните измени не ги спомена ниту новиот вице-премиер за евроинтеграција Беким Сали, но порача дека сега било момент за политичка зрелост и дека земјава била подготвена за исполнување на презамените уврски и реформите кои ги бара Унијата. Денес испраќаме јасна политичка порака. Република Северна Македонија е подготвена. Подготвена да ги исполни превземените обврски, подготвена да ги спроведе реформите и подготвена да биде дел од европските одговори за заедничките предизвици. Ова е момент на политичка зрелост и за Северна Македонија и за Европската Унија, момент што ниту ние, ниту ЕУ не смееме да го пропуштиме. Председавачот со Националниот совет за евроинтеграција и лидер на опозицијската СДСМ Венко Филипче со низа критики кон владата дека не ја спроведува реформската агенда и нема волја за спроведување на уставните измени. Според него власта практикува антиевропски манири и намерно го кочи европскиот пат на земјава. Никаква задача домашна не е завршена, не сме го зајакнали системот, не можеме да бидеме спремни ниту за некаква политичка одлука доколку дојде до такво нешто во рамките на Европската Унија. На неколку нивоа сметам дека е проблемот. Прво, немањето политичка волја да се спроведат уставните измени, кои што се очигледно единствениот начин да се продолжат преговорите, да се отворат кластерите. На седницата се обрати и академик Владо Камбовски, кој низ годините раководеше со повеќе работни групи за реформските закони од правосудството. Според него за забрзување на пристапниот процес кон ЕУ потребен е поширок политички и општествен диалог.